Започна раскопувањето на дел од улицата Димитар Влахов кај крстосницата со Лазар Андонов, како подготовка за реализирање на атмосферската канализација во овој дел од градот. Механизацијата и работниците на струмичката компанија Жикол веќе го трасираа каналот во кој ќе се постави цевка во должина од околу 300 метри во правец кон Панагюрот. Според планските документи, се предвидува во иднина таа да ја собира површинската вода од улицата 4-та македонска бригада, за да се намали опасноста од поплавување на околните објекти кај крстосницата со Димитар Влахов. Поради тоа ќе се раскопува коловозот покрај тротоарот од западната страна на улицата во правец на дисконтот Боки. Собраната атмосферска вода ќе се носи во постојниот покриен канал, што е дел од поранешниот Белски дол, а кој во близина на ветеринарната станица се влева во Кочанска река. Според одговорните од секторот за урбанизам, во оваа фаза на поставувањето атмосферска канализација во југозападниот дел од градот ќе се продолжи и во наредните 2 месеци, доколку тоа го овозможат временските услови. По завршувањето на работите на улицата 4-та македонска бригада, ќе се раскопува кракот од Страшо Ербапче во должина од околу 250 метри во правец кон Стришанска чешма. Со тоа, по целата оваа улица ќе се собира површинската вода, што досега создаваше големи проблеми токму кај крстосувањето со Димитар Влахов. Градежните работи ќе создадат потешкоти во одвивањето на сообраќајот, поради тоа што се работи за влез на градот, па од локалната самоуправа апелираат до возачите за трпеливост и внимателно возење. Сепак, нејасно е зошто копањето на коловозот се прави само неколку месеци по поставувањето нов асфалтен слој на оваа улица. Оправдувањето дека асфалтирањето било планирано пред атмосферската канализација овде не важи, затоа што веројатно можеше да се почека со реконструкцијата на коловозот барем на оваа делница.